Да, Ване, токму така како што најави, утрово во ова линковско вклучување гостин е господинот Аркан Керим, председател на туристичко-гостителската комора при Сојузот на стопански комори на Македонија, од кога утрово ќе побараме одговори на сите тие прашања. Господине Керим, добро утро и добре дојдовте во утринската програма Македонија наутро. За почеток, каква е моменталната слика за туризмот во Македонија? Дали пред новогодишните и божикните празници веќе ги исполнуваат туристичките капацитети во земјава? Пред се добро утро до вас, до гледачите на македонската телевизија. Како што знаете, Македонија е дел од глобалниот туристички пазар, а глобалниот туристички пазар е се повеќе под влијание на вештачката интелигенција и можеме да кажеме дека пред неколку години беше незамисливо дека ваков ќе биде трендот да луѓето ги менуваат своите навики за патување, културните феномени исто така придонесуваат за тоа како луѓето ќе го детерминираат своето патување и значи имаме еден нов тренд кој што сите треба да се прилагодиме и да го пратиме тој тренд. Во моментот, значи, ние сме во очекување на новиот тренд како ќе биде, значи до заден момент за да се исполнат последните капацитети на македонските туристички центри кои што ги нудат услугите пред новогодишни и за новогодишната ноќ. Исто така, значи, Охрид, Скопје, Маврово, Битола и сите други туристички центри во држава. Што е она што најмногу ги привлекува странските туристи во Македонија, што е она што најмногу ги привлекува пак и домашните туристи? Видете, ние сме феноменална дестинација, гледана од страна, значи имаме многу убава држава, многу убава земја, многу убави природни убавини, имаме многу историски знаменитости, значи имаме комплетна програма за секој што планира да ја посети Македонија. Од историја, од култура, од гастрономија која што ни е феноменално. Имаме исто така феноменално вино, имаме за сите сладокусци кои што сакаат да го пробаат тоа. И имаме неколку многу интересни дестинации кои што се препорачуваат да се посетат. Меѓутоа треба се до тоа да се спакува убаво, ние да си ги завршиме сите своји домашни задачи, да си ги средиме своите дворови, да биде исчистено како што гледаме дека има напредок во задниот период, се чистат и градовите и главните артерии, тоа е за поздравување и се надеваме дека тоа ќе има еден позитивен фидбек во планирањето на странските туристи кои што планираат да ја посетат Македонија. Вие рачунајте 550.000 седишта има во зимскиот ред на летање кон Скопскиот аеродром, а колку од тие 550.000 седишта ќе бидат туристи кои што ќе ја посетат Македонија, тоа ќе знаеме за неколку месеци. Ние сега фактички се зависиме и од вештачката интелигенција и од однесувањето на странски туристи кои што ќе сакаат, како ќе сакаат да ги поминат тие празници. Генерално на Балканот најголеми патувања за новогодишни празници имаат бугарските туристи, меѓутоа за жал ние немаме некој голем број на бугарски туристи ради целокупната ситуација во односите со Бугарија и се надам дека тоа ќе се смени и во заден момент бугарските туристи ќе ги наполнат сите туристички капацитети во Македонија. Значи зборам за Охрид, зборам за Скопје, зборам за Маврово, Битола, зборам за Гевгелија, Дојран и Попоја Шапка, значи сите тие капацитети ги наполнени. Македонските туристи, за разлика од тоа, повеќе ги преферираат соседните земји. Фактички, дали е тоа Солун, дали е тоа Белград, дали е тоа Копоник и другите ски центри во окружувањето. И тоа малце треба да се смени, треба да се направи некоја да работат нашите туристички работници од Македонија, да ги привлечат македонските туристи да се повеќе ги посетуваат нивните капацитети. Сега дали кога ќе се направат патиштата да бидат све дестинациите пократки, дали ќе се направи некои нови содржини во хотелите со спа центри, со базени кои што ќе ги привлечат луѓето за викенди да ги посетат нашите центри и сето тоа е работа која што ние домашно треба да се изработиме како домашна задача. Господине Керим, во Европа веќе одамна се поставени тие божикни базари, привлекуваат илјадници туристи. Во Скопје го имаме во моментов само
Зимзолент, меѓутоа се уште не е украсено затоа што до пред некој ден течеше тендерската постапка за тоа кој ќе го украсува градот. Сега колку овие базари, овие панаѓури, да речам, привлекуваат туристи во државата? Сега не привлекуваат пошто ги немаме, меѓутоа ако ги направиме, ако ги спакуваме на убав начин со убава една позитивна реклама и кампања, мислам дека може да привлече поголем број на туристи. Пред се од соседството кои што ќе сакаат да ги донесат своите најблиски, најмили да ги поседат овие убавини. Пример, зоолошката градина, верувајте ми, за викенди најпосетена е од странци. Тоа е една чудна, вакво, сам се увери во тоа, пред неколку дена бев во зоолошката градина и 70% од посетители беа од странство. Значи, све ако се направи убаво, све ќе се добие. Сега се надевам дека оваа недела ќе биде украсено Скопје, ќе се направи пред новогодишниот базар, да заличи плоштадот на убава бајка, пред новогодишна бајка. Не знам кој ќе биде, нема веќе програма, кој ќе пее за новогодишната ноќ на Скопскиот плоштад, меѓутоа ги замолувам градските власти, ако не ова за наредната година, да од сега договорат некој спектакуларно име, да се направи подобра организација, да привлечеме поголем број на туристи во плоштад Скопје. Памтиме пред 10 години кога беше Дино Мерли на плоштадот во Скопје, имаше огромен број на туристи, сите хотели беа полни, сите ресторани беа полни, значи имаше феноменален инкам за скопското туристичко стопанство. И сега ако тако нешто се направи, тоа би било одлично. Или па пример еве и Охрид една иницијатива, Охрид да донесе некоја голема балканска музичка звезда, како што прават тоа црногорските градови кај што ги пречекуваат новогодишните празници, или Дубровник на пример, како што прави, за да привлечеме што поголем број на туристи во овој мртов период. Ако се направи такво нешто, би мислам дека би тоа било многу позитивно. Туризмот има големи предизвици, но да се надеваме дека ќе имаме бројни туристи во овие предновогодишни и божникни празници. Господине Керим, ви благодарам што утрово бевте дел од Македонија научи. Ви благодарам и на вас. За тоа што не очекува во предстојната сезона пред новогодишните и новогодишните празници, божикните празници, утрово разговаравме со Аркан Керим, председател на туристичко-гостителската стопанска комора при Сојузот на стопански комори на Македонија.